Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Јавни политики. Денеска со мене во студиото е раководителот на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион Емилија Геровска. Добре дојдовте во студиото на телевизија Мега. Добро ве најдов. Најпрво малку за историјата на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, како и за вашата мисија и визијата која имате. Практично после толку години работење не само на Центарот за развој на Пелагонискиот регион, туку и на останатите 7 во нашата земја, мислам дека веќе сме препознатлива институција и дека малку по малку сега веќе после толку години го најдовме своето место на работење. Оттаму во 2007 кога беше донесен законот за рамномерен регионален развој, со кој што практично се дефинира улогите, визијата и мисијата на овие центри, отпочна конституирањето во различните 8 региони на овие институции. Во Пелагонискиот регион, иако административно регистриран малку порано, сепак вистинската работа отпочна во 2010 година, практично со моето назначување за раководител, тогаш веќе во првиот мандат, нели од 2010 до 2014 година. И ако би можела да условно да речам да генерализирам визијата и мисијата на сите 8 центри, значи на сите 8 региони, малтене е идентична. А тоа е да се искористат компаративните предности на секој регион и од тој потенцијал да се креира понуда во секоја смисла, од секој аспект, економска, туристичка, образовна и така натака. Значи во принцип нашата работа секојдневна, практична, ако сакате, е да служиме како линк измеѓу она што е потреба во регионот и различните можности за реализација на тие потреби, нели преточени во проекти, но никогаш не заборавајќи дека проектите на кои што ние имаме фокус мора да бидат регионални. Значи мора да ја отсликуваат потребата на Пелагонискиот регион како целина. Во изминативе години, може би и малце да се каже, имате реализирано повеќе од 70 проекти. Не можеме сите да ги наброиме, меѓутоа дали може да издвоите некои од нив кои, еве да речеме дека добиле неочекувани позитивни реакции, значи ги изработивте, меѓутоа многу повеќе позитивни реакции од очекуваното имале? Еден од предизвиците во нашата работа е да се измери токму тој импакт за кој што вие сега зборувате. И тоа на повеќе нивоа. Импактот како степен на задоволство кај жителите на Пелагонискиот регион, меѓутоа импактот и пониза други индикатори, значи број нови вработувања, зголемени текови или финансиски, поставување на услуга, овозможување практично, ако сакате, на услуга која што претходно ја немало во одредено место. Така што од различни пресеци би издвоила и различни проекти. Ако ме прашувате дали има еден единствен кој што еве мене лично како човек ми прави посебен кејф, секако тоа е реконструкцијата на Битолската зоолошка. Затоа што толку беше лоша таму состојбата и толку долго, промената беше маркантна и би рекла задоволството и без сите алатки, интервјуа, анкети и така натака, кога би го мереле само по насмевките на децата и на родителите, тоа е секако проект кој што мислам дека најде на широко одобрување и на широко воодушевување кај целата популација. Меѓутоа, има и други проекти кои што можеби не тангираат голема бројка на луѓе, а се исклучително важни за жителите на одредена заедница. Еве конкретно проектот со кој што се возможи вода за пиење во Долнени, односно во одредени села од Долненска општина, Кривогаштани и Крушево. Значи, за прв пат луѓето пред само неколку години добија можност да пијат здрава вода, некаде за повеќе од 20.000 жители таа пречистителна станица овозможува вода, а истовремено пак е одрасна вистинска меѓуопштинска соработка, бидејќи овие 3 општини се договорија меѓу себе да учествуваат во кофинансирањето, да обезбедат работници за да биде одржлива таа пречистителна станица. Значи, навистина, што е кајна специфика во нашата работа? Многу широк спектар на проекти. И кога некој ќе ме праша што всушност работите, навистина потребно ми е време да објаснам,
Затоа што на крајот секогаш завршувам со набројување на конкретни проекти, пластично да објаснам за луѓето да добијат представа нели што всушност е нашата мисија, ако веќе нели така и го поставивте и првото прашање. Значи, од најразлични области, од култура, туризам, земјоделие, локална комунална инфраструктура, односно во случајот со регионален импакт, сето тоа се проекти со кои што малку по малку како мозаик се трудиме делче по делче да интервенираме и да ја подобриме севкупната слика. Ниту ресурсите на нашата институција и од аспект на човечки, технички и финансиски не се такви да работиме проекти кои што го имаат регионалниот, да речам, предзнак во, не знам, визави оно што е регионален проект во Европска унија или во некоја поголема земја, но од друга страна пак и нашите региони се само статистички единици, значи не се региони во смисла вистинска, ајде да речам, нели, де факто региони кои што можат на овој начин преку овие институции да абсорбираат големи средства. Значи, секаде помалку, меѓутоа секогаш се трудиме да одговориме на вистинските потреби на жителите. Значи, да тоа бидат видливи проекти. Еден од сегментите кои ги споменавте, а посветувате големо внимание, секако сразмерно со потребите, е развојот на туризмот. Какви се резултатите од досега реализираните проекти со оглед на тоа дека ние присуствувавме на сите настани кои ги имавте минатата година за развој на туризмот во Преспанско-Пелагонискиот регион? Согласно номенклатурата, тоа е Пелагониски регион, не е Преспанско-Пелагониски, меѓутоа во реалниот живот апсолутно се разбира и Преспа си ја има својата специфика и ние си ја знаеме како Преспа и воопшто не пречи да биде наречен Преспанско-Пелагониски, иако тоа креираше мали забуни во јавноста колку Стење е дел од Пелагонискиот регион, апсолутно, да, и законски, и формално, и територијално. Така што, еве, лани бевте дел од таа наша авантура, го посетивме, нели, островот, големиот град во Преспанското езеро, тргнавме од Стење. И тоа е само уште еден, вака би рекла, многу очигледен проект кој што говори за тоа какви интервенции сакаме да направиме во овој регион. Значи, да им покажеме на луѓето со пример, наместо само да промовираме нешто што реално уште не е готово како производ. Се трудиме сите наши стратешки документи да ги претвориме во реални дела. Оттаму, во моментот, главен фокус ни е токму таа студија за креирање на авантуристичка дестинација токму во регионот Пелагонија. И верувајте, тоа не е случајно. Толку многу се инвестираше на таа тема, со мали па поголеми акции, за на крајот да стигнеме до овој стратешки документ кој што пак не насочи каде да продолжиме. Значи, инвестиравме, не знам колку се сеќавате, меѓутоа секако и за гледачите да подсетиме, инвестиравме во изградба на мотостази во Лагово, во Прилепско. Инвестицијата беше толку значајна што сега веќе конкурира Сдруженијето за одржување на источноевропско првенство во мотокрос, што навистина, нели, бара одредени стандарди да бидат исполнети. Тоа е повторно дел од, нели, тие авантуристички спортови кои што ги нудиме токму кај нас во Пелагонија да можат да се доживеат. Да не зборувам за полетилиштата кои што со помош на USAID ги инвестиравме и ги направивме како во Крушево, така и во Прилепско. Исто така се инвестираш и во промоција на дестинациите за болдеринг. Прилепско е особено податно за овој вид на спорт. Стење, кажавме, нели, за островот, веќе да се открие на што значи и локална култура, но и природна убавина, недопрена, би рекла, убавина. И предходно сите проекти кои што ги инвестиравме во промоција на планинарски, односно планински патеки, кои што се направени вдолж нашите културни богатства, пред се манастирите, чешмите, местата на различни митови. Сето ова е предходно поддржано финансиски, еве само пред непол месец завршивме една друга инвестиција во конаците во село Маловишта. Сега се веќе способени за поголема група да преспие таму. Значи, тоа се мали акции кои што на точките на тие патеки, на тие рути, сме ги направиле тие инвестиции со цел да можат да соберат група на туристи. Затоа што не е идејата само да снимеме едно видео и да ги презентираме убавините на регионот. Тие си постојат секако и без тоа видео. Треба да спакуваме еден производ кој што туристот може да го конзумира. Што значи тоа? Да знае кога, каде, како и колку чини. Треба и тие средства да останат, да,
кај локалното население. Да не споменувам за нашите проекти со кои што ги субвенциониравме приватните инвестиции во сместувачки капацитети во руралните средини. Значи тоа се познати bed and breakfast капацитети кои што ги стимулиравме финансиски да можат да го подигнат квалитетот кој што го нудат или пак бројот на кревети, бројот на сместувачки, значи легла кои што може да го понудат. Низа акции кои што ги преземавме, значи секоја шанса ја искористивме која што беше достапна за финансиски некој да не поддржи со некоја идеја и велевме има толку многу да се сработи што и да фатиме на крајот се ќе се вклопи во една прекрасна авантуристичка приказна. И сега веќе можам да кажам дека со нетрпение, веќе подготвени, го очекуваме регионалниот самит кој што ќе се случи во мај, каде што ни доаѓаат 250 тур оператори од целиот свет, кој што е во организација на ATTA, тоа е најголемата светска асоциација за авантуристички туризам. Заедно со USAID, владата на Република Македонија, ние сме само еден мал дел, меѓутоа би рекла важен партнер. Ке им понудиме околу 20 вакви рути во цела Македонија, но со фокус на пелагонискиот и југозападниот регион. На сите овие туроператори се надеваме ќе им се допаднат некои од овие рути, па ќе се најдат како дел од нивните аранжмани кои што ќе ги нудат пред своите клиенти широм Европа. И здравје Боже, до година би очекувале и доколку има интереси туристи токму на оваа голем број на туристи. Да. Уште еден проект кој е во насока на развој на туризмот беше и реконструкцијата на спортско-рекреативниот комплекс Нижеполе. Оваа година снегот не одмина, не можевме да го искусиме тоа ноќно скијање, меѓутоа овој комплекс нуди интересни содржини за целата година. Што точно беше таму направено? Ете, направивте убава поента, токму тоа беше и нашата цел. Значи, тоа е излетничко место Сапунџица. Еден сегмент од тоа излетничко место е и таа стаза за скијање, која што имавме можност да ја опремиме со... ние го направивме всушност првичното, би рекла, амбиентално осветлување, за потоа Стрежево истото да го надгради со посилни рефлектори, вака да се изразам лаички, со цел да може да се скија и ноќе. Снегот оваа година не дојде на време, се надевам наредната ќе биде за љубителите на зимските спортови, но за сите останати сега веќе имаме целосно функционален комплекс кој што сигурно и вашата камера тоа го забележа, веќе може да прими многу поголем број на гости од претходно, затоа што се поставени голем број на маси, како внатре, така и надвор, нормално придружени со столчиња на цврста платформа. И можеби најважното од се, направено едно детско забавно паркче, а веднаш над тоа дополнително пак и полузатворени, полупокриени платформи кои што се исто така придружени со скари. Значи, од Стрежево кажуваат луѓето дека ќе работат до доцните ноќни часови, значи пролетта, летото, па и раната есен, да се ужива на отворено во прекрасниот воздух, во прекрасните пејсажи, а истовремено да бидете, значи, во достапна една инфраструктура која што ќе ве озможува и да приготвите за вас еден пикник, едно јадење, за да уживате со пријателите, децата да се забавуваат, да пропешачите без друго, малку и спортски активности, се она што едно излетничко место треба да го понуди. Доколку времето се расипе, го имаме и затворениот простор, тоа е поранешниот ресторанче и джилница, односно која што исто така е комплетно реновирана и ги има сите современи услови од интернет до телевизија, најосновните намирници можат да се набават таму, некоја знам дека и минимално мени исто така се нуди, но сосем доволно за таков помин. И мислам дека ќе биде многу посетено, особено во битолските жешки лета. Мислам дека тоа е дестинација што е блиску, а на луѓето им е добро позната и ќе уживаат. Битолчани и сите во околината добија едно катче за бегство. Минатата година успешно ги реализиравте и проектите насочени кон културата во соработка со Долна Нормандија од Франција. Како сето тоа помина и какви беа реакциите? Тоа е една соработка која што би рекла ја негуваме. Не можеби
толку голема по финансиска поддршка, но за нас многу драга, затоа што Долна Нормандија регионот е партнер кој што многу повеќе се интересираат за директна соработка со уметниците, со луѓето од културната фела, сакаат да ги пренесат своите искуства лични. За нив, еве вака, од искуство ако зборувам, многу е поважна таа лична комуникација отколку онај нели чист донаторски принцип, еве средства, реализирајте идејата, доаѓаме во ревизија и слично. Со други зборови, да не должам, нели, креира вистински релации меѓу луѓето од Пелагонискиот и луѓето од регионот на Долна Нормандија. И тие пријателства функционираат. Сме однеле голем број уметници, луѓе кои што работат во државни институции кои се бават со културата, дошле нагости кај нас исто така голем број. И си продолжуваат со соработка на најразлични проекти. Ни помагаат да ги одржиме тие денови на културата во Пелагонискиот регион. Секогаш имаме барем по една културна содржина која што доаѓа од Долна Нормандија и во поголемите места како што е Прилеп и Битола, нели, настапуваат. Многу убава манифестација е, традиционална, веќе организираме неколку пати, затоа што им овозможува на луѓето културата да дојде до нив, наместо тие да дојдат до неа, особено во помалите, во руралните општини. Секогаш се трудиме да обезбедиме детски представи, театарски представи, најразлични концерти и мислам дека на луѓето тоа многу им се допаѓа. А пак за нас што е бенефитот? Кога имате еден производ креиран во една општина, за кој што потрошиле пари, дали Министерство за култура или донатор или општината, зарем не е прелесно да се совлада во територија дистанцата измеѓу две-три општини и со мала организација, со минимални средства, истиот тој производ да се прошета во целиот регион. Не е тоа само бенефит за публиката, туку и за самиот автор. Секој сака, нели, кога нешто ќе креира и истото да го видат што е можно повеќе луѓе. И токму тоа е суштината на овие регионални денови на културата, да покажеме дека Пелагонискиот регион треба и мора да работи всушност на една ваква соработка, да со мала реорганизација се овие културни производи достапни за секој и во најоддалечените рурални места. Продолжуваат и оваа година? Продолжуваат, да. И оваа година ќе ги следиме со задоволство. Пред да продолжиме со актуелните проекти, јас би сакала да го споменеме и бизнис центарот кој е отворен во рамки на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, една значајна поддршка и за постоечките бизниси, меѓутоа и за оние кои сакаат да дојдат и да остварат соработка. Точно така, на нашата веб страница е поставено нашето портфолио на услуги. Тоа се практично сите видови на поддршка кои што ние ги даваме за бизнис секторот, за невладиниот сектор, па и за општините, надвор од оно што по дефолт го работиме по закон. Станува збор за поддршка во целиот процес од дефинирање на идејата или пак на проблемот, преку соодветно пронаоѓање на инструмент, не мора секогаш да е тоа грант или не знам, друга финансиска поддршка, може да е најразличен инструмент кој што ќе ја поддржи вашата идеја до реализација на истата. Подготовка на апликација се разбира се во соработка со оној кој што ја носи идејата и дури и на крајот и помош при имплементацијата на истата. Веќе кажавме на отварањето на бизнис центарот, односно на промоцијата на портфолиото, еве имавме таква почетничка среќа и првиот бизнис кој што кај нас се обрати за помош имаше успешна апликација со наша поддршка и доби одредени средства за реализација на неговата идеја. Знаете дека со односот на аплицирани и добиени проекти е може би обезхрабрувачки за луѓето што се надвор од оваа фела, но за луѓето кои што се дел од истата и е секојдневие, нели, тоа барање на средства за одредени проекти, мислам дека секогаш треба да се работи вредно и со страст, за таа страст да се преточи во тие проектни апликации и верувајте неретко и е препознаена од донаторите и од тие што ги оценуваат апликациите. Па на крајот завршуваме со имплементирани проекти. Значи, за бизнис секторот нашите врати се отворени за најразличната поддршка во инструменти, во финанси и трансфер на знаење, која што е достапна во нашата земја. Ние служиме и како, да речам,
one stop за информации, но и како би рекла ајде по-слободна консултантска помош во изработката на сите документи. Во оваа насока неодамна беше промовиран и водич за инвестирање во Пелагонискиот регион. Што точно нуди? Водичот за инвестирање во Пелагонискиот регион е еден сублимиран документ кој што многу прецизно, а истовремено и во длабочина, ги представува сите можности за инвестирање во регионот од аспект на гринфилд инвестиции. Значи, сите парцели кои што се достапни во сите 9 општини со нивните карактеристики се ставени во тој документ. Понатам во наредната фаза водичот ќе биде надграден со можност за браунфилд инвестиции, ќе се мапираат сите објекти кои што се на територија на регионов, а кои што можат да бидат предмет на таква браунфилд инвестиција. Би рекла документ кој што беше за нас потребен, затоа што последниот ваков го имавме во 2010 година, каде што еве само за илустрација се нудеше цела зона Жабени или цела индустријска зона во Кривогаштани. Денес во индустријската зона во Кривогаштани нема ни една парцела која што е непродадена, се е веќе купено и сето тоа ќе се гради. Жабени исто така голем дел од парцелите ги продаде. Значи да напоменам, ова се иницијативи кои што самите општини си ги водат и многу интензивно си ги промовираат и барат инвеститори, но многу често се случува, ако не и секогаш, да инвеститорите се заинтересирани да видат се во регионот што се случува. Во водичот се поместени сите потенцијали и капацитети на регионот, од образовни институции до кадри, до какви институции постојат за визави нивните потреби, лаборатории, хабови, акцелератори и така натака. Па и до нотари, адвокати, се она што е потребно да отворите овде еден бизнес. Така што ќе биде нормално презентиран на англиски јазик. Неговата прва, да речам, практична примена ќе ја видиме за многу куса. Подготвуваме една голема меѓународна конференција, каде што гости ќе ни бидат околу 30 приватни, нормално, инвеститори, бизнисмени од соседна Турција, од регионот на Измир. Станува збор за приоритет кој што го одбра платформата, односно мрежата за интегриран развој на Пелагонискиот регион, тоа е проектот поддржан од UNDP. Луѓето се согласија дека токму тоа е она што е потребно во моментов за Пелагонискиот регион, така што ќе ни бидат гости овие луѓе, ќе им биде детално презентирано што се каде може и се надевам дека од оваа конференција би имали нешто поконкретно. Во однос на тоа дека веќе започнавме со најава за нови проекти, да се фокусираме и на актуелните со оглед на тоа дека присуствувавме за почетокот на изградбата на отворената сцена во општина Могила, градежните зафати во Ресен, адаптацијата на домот за млади во село Кравари. Се работи на повеќе проекти. На што точно сте фокусирани во овој период? На многу. На многу проекти, бевме вредни минатата година подготвувајќи многу апликации, па сега треба да бидеме вредни во имплементацијата на овие проекти. Станува збор за 10 проекти кои што се одобрени од Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој и земјоделието. Вредни околу 1 милион евра, сите заедно. И сите се веќе во поодмината фаза на имплементација, за некои си 2 месеца, најдоцна очекувам доколку времето послужи, да секаде веќе имаме можност да ги отвориме овие објекти. Значи, кажавте, се надевам, нема да ги заборавам, во Могила имаме комбинација на затворен дел со отворена летна сцена со сите придружни елементи за аудио и визуелна опрема, видео опрема. Во Кравар имаме дом за деца и млади. Во Новаци, зградата која што општината ја направи, комплетно ќе биде од нас обезбедена не само со мебел, туку и со информатичка технологија. Повторно мислам дека ќе биде во функција за невладиниот сектор. Во Кривогаштан имаме изградба на плоштад со парк. Во Ресен имаме еден многу голем, многу убав, атрактивен
спортско-рекреативен комплекс кој што опфаќа буквално се што може еден таков комплекс да опфаќа, значи ракометно игралиште, кошаркарско, детско катче, видиковци за нели токму за кои што служат и потенцираат улогата на излетничко место на овој комплекс, амфитеатар за одржување на секакви манифестации надвор, паркинг голем, се разбира осветлување, пропратни пешачки патеки околу сето тоа навистина изгледа големо и на хартија, но и реално. Ајде, подсетете ме која општина? Во општина Демирхисар, значи имаме повторно шеталиште со плоштад, во Крушево главниот плоштад кај црквата го реновираме, ќе се редат гранитни плочи, Прилепни и останува. Да, така, прилеп во село едно во близина во Големо Коњари, градиме исто така една, би рекла, урбана целина во центарот на тоа село кое што е поголемо, повторно значи со некоја област за одмор, рекреација, меѓутоа и да биде баш повторно една отворена сцена каде што жителите од таа местност ќе можат да си ги организираат своите настани. Мислам дека сите 9 ги споменавме, не испуштивме ниеден. Ете така и 10-тиот е нели Нижополе кој што веќе го елаборирав. Еден од проектите кој исто така актуелен и во моментов се работи е реконструкција на Битолскиот пазар. Што точно таму се работи и за колку време се очекува да биде сето тоа завршено? Јас пред се морам да искористам ова прилика и да им се заблагодарам на пазарџиите, на луѓето што се секој ден таму, за тоа што многу срдечно и многу љубезно го прифатија ова, да речем, ајде работење, ова интервенција од наша страна токму во периодот кога пазарот е многу жив, нели, и многу густ. Меѓутоа, истовремено тоа е и градежна сезона, во зима не ни можевме да работиме. Станува збор за еден поголем дел од пазарот кој што ќе биде целосно реконструиран во смисла на подот, значи сите тие инфраструктури долу, водовод, канализација и слично, повторно поплочување, канделабри за осветлување и поставување на 6 големи павилиони. Тоа, знаете, се тие големи отворени павилиони под кои што се ставаат тезгите за луѓето кои што се дел од пазарот. Е многу важно за тоа што конечно ќе ги тргнеме тие импровизирани покриви од тезгите кои што луѓето ги ставаа за да се заштитат и себе си и производите од дожд и секакво нели време. Во случајот ќе добие еден унифициран изглед со веќе претходно поставените павилиони во другиот дел кај што е сирењарата и полека ближиме кон еден истоветен изглед на пазарот да заличи на еден градски убав нормален современ пазар. Пред самиот крај на овој наш разговор, знам дека испуштивме многу работи, се надевам никој нема да ни замери, меѓутоа ајде накратко за плановите за воиднина, да откриеме нешто за она што ни следи. Па јас обично кога ќе почнеме со имплементација на проектите од некоја програма и во канцеларија со колегите коментирам, а сега што ќе работиме, на што нели добивам одговор дека секако нешто сигурно ќе имаме за работа и навистина е така. Добро е што таа програма за регионален развој постои и ништо друго да не успееме во текот на една година да привлечеме како проект, сепак ни останува можност од владата на Република Македонија преку Министерството за локална да ја сработиме таа програма за регионален развој. Иако се разбира не би сакала да е така, секогаш е убаво да имаме повеќе извори на финансирање, но токму од таа програма за 2016 година, што туку се одобрени, поминаа уште 6 нови проекти во некоја вредност од, ако не се лажам, околу 380.000 евра, да не сгрешам, се уште ја чекаме одлуката во службен весник. Станува збор за проекти повторно од инфраструктурата, видливи и кои што ќе внесат или нов квалитет или пак услуга која што воопшто ја немало претходно во нашиот регион. Така што конкретно еве само да споменам, во Демирхисар и Прилеп ќе се работи на реновирање на градските пазаришта, на нивните пазари, нели? Во Могила и Новаци продолжуваме со уредување на коритата на реките, нели, Црна и Шемница. Во Ресен продолжуваме со поставување на осветлување на клучките кон плажите. Знаете дека првата ја поставивме на влезот кон Ресен. Сега продолжуваме понатаму кон Претор и кон Сливница. На едно од тие двете места треба да се постави.
Потоа, мислам, колку уште Уште веќе еден спомнавме. проект не Така, станува. имаме и делумно асфалтирање во Кривогаштанска општина. Така што ќе се работи секаде помалку, повторно, проекти кои што се значајни за граѓаните и кои што имаат таков еден регионален импакт, иако можеби не е видлив вака на прво кога се зборува, но еве само за илустрација, пазарот во Прилеп го користат секако и жители од другите соседни општини. Асфалтирањето во Кривогаштанска општина е на регионалниот пат кој што не води и нас и сите туристи во Крушево. Значи, апсолутно сите овие проекти малку по малку, некои и повеќе, придонесуваат за севкупен развој на регионот. Јас тука ќе ви се заблагодарам за овој разговор и за вашето денешно гостување. Ќе посакам уште многу одобрени и уште повеќе реализирани проекти во иднина и секако повторно тука да ги сумираме успесите од реализираните проекти. Ви благодарам за можноста. Еве уште еднаш јавно да проговориме за тоа што центарот работи. И исто така и јас ја делам вашата надеж за уште повеќе нели проекти и работа и резултати. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на емисијата Јавни политики. Ви благодарам за вашето внимание.